Така, последната информација во вестите беше дека денеска е 7 април, светскиот ден на здравието, годинава посветен на мајките и на новороденчињата. Но грижата за здравието секако е сеопфатна и за неа треба да говориме практично секој ден во текот на целата година. Денеска со мене во студиото е доктор Танер Хасан. Добар ден и добродојавте, директор на Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболични заболувања. Добар ден, добар ве најдов. Фала ви за поканата. Так, докторе, велам дека во текот практично на целата година треба да зборуваме за здравието. Еве денеска се погоди нели датумот да биде 7 април, се одбележува светскиот ден на здравието, меѓутоа ние ќе говориме од една друга перспектива, во делот на проблем кој што го засега, мислам, се поголем број на нашето население, генерално и во светски рамки. Тоа е обезноста или дебелината. Работите многу на оваа проблематика низ годините, кои се искуствата и можеби практично кој е факторот и каде лежи проблемот за се поголем број на луѓе кои што еве се соочуваат со овој здравствен проблем? Да, како што кажавте и вие, за жал се повеќе и повеќе расте бројот на пациентиве што се со дебелина. Сепак тоа треба да нарекуваме пациенти со дебелина, не обезни пациенти или дебели пациенти, така се и препораките на Европското здружение и на Светската здравствена организација. Состојбата е иста и во Македонија, како и во регионот, така и во Европа исто така се зголемува бројот на пациентиве со дебелина. Во Македонија во моментов според проекциите на СЗО имаме околу 30% на население кои што имаат обезност. Меѓутоа, тука ако ги вклучиме и другите луѓе што се со прекумерна тежина, кои што не спаѓаат во групата на обезни, меѓутоа се во таа преодна фаза, со нив заедно скоро 45% од населението во Македонија е со прекумерна телесна тежина. Исто не загрижува и податокот дека кај детската возраст имаме зголемување, и тоа драстично, скоро дупло се зголемува во последниве 10 години. Ако направиме една компарација од 2015 до сега, има зголемување на бројот на деца со дебелина, така да тоа не загрижува многу повеќе, пошто сите овие проблеми почнуваат токму во таа возраст. За жал и после тоа продолжуваат и многу потешко е после да се справува да се менаџира со дебелината во наредниот период од животот. Така да тоа апелираме сегде кога одиме во емисии или кога имаме некои настани за одбележување на денови на обезност или друго, цело време на тоа се апелира. Рековте 30%, тоа е како процент на вистина и во апсолутни бројки. Сега не можеме да говориме нели за некоја бројка, бидејќи голем дел од нив и не се регистрирани, можеби и не отишле да побараат лекарска помош. Меѓутоа сепак 30% е значителен процент кога се работи за ниво на цело население. Секоја трета индивидуа веќе е со обезност, за жал. Како што кажавте, не се ни забележува и не се води евиденција. За жал имаме многу мала и веродостојна евиденција во Македонија. Имаме ли регистар за овие? Имаме регистар, тоа почна да се активира последниве 2-3 години наназад и веќе почна да се дигна свеста кај луѓево и во нашава земја и кај здравствениот персонал. Имавме проблем кај здравствениот персонал, пошто многу малку се користеше таа шифра што е одредена за дебелина E66, така да последно време почна да се користат, меѓутоа се уште е мала таа бројка. Ние сега имавме симпозиум, пред симпозиум побаравме да имаме податок од мој термин, колку е користена таа шифра. За жал 15.000 е користена во текот на година дена. Многу мала е таа бројка, се уште имаме проблеми во тој аспект, меѓутоа мислам дека во иднина ќе го надминаме тој проблем. Тука многу улога треба да играат и семените доктори од примарното здравство, пошто тие пациенти првенствено таму одат, бараат упати да се пренасочат во другите центри, така да тие во упативе треба да ги наведат овие шифри. Так, имаме два центри за обезност, еден на клиниката за ендокринологија и еден во градската општа болница 8 септември, но во план се и во најава
нови центри кои што значително би го намалиле оној притисок од внатрешноста од другите градови, бидејќи сега практично се е сконцентрирано во Скопје кога се работи за овој проблем. Жал се е концентрирано тука, како и во другите сфери од здравството, и во дебелината е така. Имаме, како што кажавте, и 2 центри имаме кои што се активни и кои што се регистрирани во Европското здружение за обезност. Имаме центар кој што функционира, меѓутоа уште не е регистриран од Европското здружение, тоа е центарот во детска клиника за детската популација, меѓутоа во моментов веќе функционира, наскоро ќе се акредитира и тој центар. И сакаме во внатрешноста да отвориме нови центри. Во план ни се наскоро во Прилеп треба да се отвори и во другите, во Штип, во Струмица и во Тетово. Планираме за да ги опфатиме сите пациенти кои што се во низ Републикава, да не имаат потреба да дојдат сите пациенти со упат во Скопје, да биде малку дисперзирано тоа и сите и да се подигне и свеста и во другите региони низ земјава. Овие центри веќе функционираат веќе од 2 години наназад, веќе функционираат и тоа со упати официјално од матичен доктор. Доаѓаат пациентиве. На клиника веќе имаме последна година и пол дена од како што функционира центарот, имаме над 2000 прегледи со шифра E66 за дебелина. Во 8 септември околу 1000-1500 е бројката. Секој ден се зголемува таа бројка и секој ден бараат. Веќе и пациентиве почнаа да бидат посвесни во споредба со претходниот период, бараат самите од нивните матични доктори да бидат упатени во овие центри. Така да таа бројка ќе расте, треба да размислиме и со кадровскиот, тие проблеми кадровски треба да се решат, треба да се направат тимови кои што ќе работат во овие центри, кои што ќе се отварат во иднина, така да не имаме уште работа за... Така, сеопфатна работа е, бидејќи не е само самата дебелина како проблем, туку сигурно има и некои пропратни болести на кои што треба да се акцентира, можеби, повеќе внимание. Да, дебелината има компликации. Ние, за жал, лекуваме само компликациите на дебелината. А треба основата да се лекува. Таа е хронична болест, секојаш кажуваме, тоа општо е прифатено и прогресивна, не застанува. Цел живот треба да се води сметка. Инаку, за брзо време настануваат компликации. Денеска имаме податоци над 200 болести кои што се директно поврзани со дебелината. Меѓу нив најчесто е диабетесот, кој што е 90%. Зборувам за тип 2 диабетес. 90% е поврзан со дебелината, кардиоваскуларните срцеви заболувања, многу често имаме ортопедски проблеми, артрози, проблеми со колена, со колкови, кои што имаат потреба за ендопротези, за операции пациентиве. 50% се причината е самата дебелина. Така да малку обрнуваме внимание на овие компликации и за потеклото, од каде етиологијата на овие компликации. Затоа да користам и оваа прилика да апелирам сите кои што водат, кои што се занимаваат со оваа проблематика, малку да обрна внимание за основата на компликацииве и терапијата да се таргетира таму. Кога говориме за дебелината, она што е дополнителен, можеби и како социјален проблем да го гледаме, е стигмата. И оној прв чекор што треба да се направи рековте дека можеби сега и преку матичните лекари голем број на граѓани ја користат можноста да побараат дополнителна поддршка третман на клиниките, меѓутоа генерално првично и значително верувам дека кај помладата популација е проблем стигмата, односно она што е страв да се направи тој првичен чекор, срам можеби во одреден момент како со оваа болест да се справат и така натаму. Да. Па затоа во овие тимови кои што менаџираат, кои што работат во овие центри, кај што има покрај ендокринолози, треба да има и психолози, треба да има нутриционист, треба да има и други доктори од други профили, пошто стварно имаат потреба од повеќе доктори и пациентиве, не е само дебелината. Тој момент на стигматизација е многу битен момент, бидејќи тоа е проблемот што ги спречува пациентиве да се јават во овие центри или да се јават кај докторите, пошто одма се изолираат. Еднаш кога ќе дојде, ако нема пристојен пристап пациентот, ако не се обрнува внимание, ако не се стигматизира уште од самиот почеток на првиот преглед пациентот, многу полесно и за пациентот добива мотивација и после тоа продолжува со контроливе, со редовни анализи, ако има терапија, за терапија доаѓа почесто пациентот, прашува. Така да, меѓутоа последно време веќе таа стигматизација е надмината.
за жал треба да кажам тука и ние здравствените работници сме најповеќе виновни за таа стигматизација. Тоа покажуваат и студиите кои што скоро 50% стигматизацијата се правила од страна на здравствените работници. Првиот пат кога ќе дојде пациентот, одма се обвинува пациентот, еве дебел си или имаш дебелина, затоа ги имаш овие проблеми и одма се ствара една бариера меѓу докторот и пациентот. Од тоа треба да се оградиме, малку треба да обрнуваме внимание, да не поставуваме такви бариери со пациентиве. Кога се работи кај помладата популација, односно кај децата, дали и колку се важни оние редовни прегледи за да може да се детектира некоја одредена состојба, за тоа како се развива самото дете од најрана возраст, за потоа да можат полесно да се соочуваат со вакви проблеми доколку ги има? Па да, тука голема улога играат педиатрите, матичните педиатри, што ги водат пациентите, контролираат, редовно одат на прегледи кај нив децава, зборувам за детската возраст. Тогаш се проценува. На секој преглед треба да се измери тежината, висината на детето. Има некои скали кои што треба да се обрнува внимание, дали е над таа скала или е под таа скала, дали е нахранет детето или е потхранет, и потхранетост исто така е штетно. Меѓутоа, според овие скали, многу брзо и многу лесно се одредува дали спаѓа во групата на дебели, односно пациенти со дебелина или не пациентот. Истото важи и за возрастната популација. Користиме неколку алатки во дијагнозата, индекс на телесна маса, обем на струк. Исто така правиме и сооднос на обем на струк и висината на пациентот. Тоа ни се најлесните кои што секој во една општа амбуланта може да ги направи секој доктор, не мора да е ендокринолог или од друга некоја специјалност, општ доктор може да ги спроведе овие анализи. Но се клучна алка, за да може да се превенира барем првично или да се упатат потоа кај вас. Точно, навремено да се превземаат мерките. Прво почнуваат со исхрана, со физичка активност. Ако има успех во тоа, се продолжува само со физичка активност и исхраната. Многу е битно тоа да се реши. Првиот степен, првиот чекор во терапијата е сепак исхраната и физичката активност. Мора да се смени животниот стил и на детето и на возрасти. Истото важи и за двете популации. Откако ќе се смени тој животен стил, тогаш настапува, ако има потреба, може да почнеме и со фармакотерапија или бариатрична хирургија, веќе сега актуелно почна во светот, еве и кај нас скоро имаме 2 пациенти оперирани. Така да треба да се оборнуваат. На време, ако се превземаат мерки, тие компликации се превенираат. Затоа имаме можност да ги превенираме компликациите ако навремено реагираме кај пациенти. Меѓутоа, ако оставиме подолг временски период без промена на животен стил, тогаш е потешко. Тогаш кога штом ќе настанат компликациите, одма целото внимание ќе се обрнува на компликацијата, а основата ќе се заобиколи. Така, споменавте исхраната, брзиот начин на живот, брзото темпо. Немаме се помалку време, имаме дел од работни обврски, дел што побрзо да се постигнат некои цели, но доктор, она што мене ме интересира во делот на исхраната, особено сега како тренд се наметнува кај помладата популација, некој нов начин на исхрана, па некоја протеинска исхрана за побрзо да се постигне некоја мускулна маса и така натаму, но од друга страна, дали се внимава тука на внесот на шеќери кои што пак директно влијаат и на дијабетесот и на зголемената телесна тежина. Се наметнуваат некои трендови, а не знам колку од нив се навистина здрави. Каде треба да се стави фокусот и каде да се внимава? Па актуелно е тоа, веќе има многу и нутриционистите, диетичарите исто така препорачуваат. Меѓутоа, ние како ендокринолози и доктори кои што се занимаваат со оваа проблематика не препорачуваме едновидна исхрана. Нема унифицирана исхрана за секој пациент. Тоа треба да се знае. Секоја исхрана треба да биде индивидуална според потребите на пациентот, според физичката активност, според професијата на пациентот. Сите овие околности треба да се земаат во предвид, па после тоа да се направи корекција во исхраната, односно да се смени животниот стил на пациентот. Сепак ние треба да обрнуваме внимание повеќе на јаглени хидрати и на мастите. Тие треба да се намалат процентуално во дневните потреби, дневните трошоци на пациентиве, така да таа треба да биде балансирана. Односот на јаглени хидрати со масти и протеини
околу 50% до 60% сепак треба да постои јаглени идрати, меѓутоа не треба да биде тоа 90% како што е пракса во нашава земја. Многу имаме потрошувачка на јаглени идрати за жал. Луѓето мислат дека само благото или сладкото е јаглени идрати, меѓутоа јаглени идрати сегде има. Верувајте, тестенините најповеќе, а за жал во нашево поднебе многу се користи тестенини. Таму имаме големи количини на јаглени идрати кои што директно влијаат на дебелината. Околу 30% треба да бидат мастите и околу 15%, 10-15% треба да бидат протеините. Вака треба да личи, да изгледа една диета на секој човек, да биде балансирано тоа, од сите да внесе, меѓутоа во одредени количини кои што нема да наштетат на здравието. Едновидна исхрана не препорачуваме, пошто организмот има потреба и од јаглени идрати, и од масти, и од протеини. Ако направиме само едновидна или само протеинска или само масна диета, тогаш ќе наштетиме на други органи. Пример, протеини, ако се внесат протеинска исхрана, многу е актуелно јадат пациентиве и користат, применуваат во секојдневниот живот, тоа е многу штетно, може да влие во долг временски период на бубрезиве, на панкреасот. Сепак, диетата треба пациентот да се договори со докторот што го води, докторот да го одреди, да ја одреди диетата кој што треба да приме, а не самиот пациент. Така, на своја рака честопати велам пак помладава популација, бидејќи еве пратат некои трендови, нели се им е достапно на социјалните мрежи, па полесно е да го видат, да се поистоветуваат со некои нели ликови, меѓутоа сепак тоа носи одредени ризици, затоа што секоја информација брзо што може да ја добијат, може да значи и брз ризик. Да. Браво, во право сте. Значи тоа треба обавезно со докторот да се договори. Пациентот никако од други луѓе. Само мојата диета беше вака, мене ми е добро, пробај ти со оваа диета. Нема така нешто во медицината. Мораме да одиме и да постапуваме според доказите што ги имаме од студиите што се направени. Или добиле краткотрајни брзи ефекти, па мислат дека тоа веднаш. И брзи ефекти не сакаме да имаат пациентиве. Обично препорачуваме околу 2 до 3 килограми до 4 килограми на месечно ниво, не повеќе од тоа. Пациентиве за жал сакаат за месец-два одма да изгубат поголема количина од телесната тежина, 10-15 килограми. Тоа не е штетно и не е добро за здравието на пациентот. Треба да има континуитет во терапијава и во животниот стил на пациентот, да не застане, помалку, постепено да оди, чекор по чекор да ги изгуби, за да не ги враќа килограмите назад. За жал знаеме дека кога почнува диетава и да е таа диета интензивирана, една така интензивна диета, сепак за 5 години пациентиве ги 80% скоро од пациентите ги враќаат тежината назад, килограмите, а делот нив дури и повеќе од тоа што на почетокот имале. Така да треба да има континуитет. Ако нема успех со тоа или тешко се губи телесна тежина, сепак тогаш треба да имаме втор чекор, таа е фармакотерапијата, и третиот чекор кој што ни е последна опција, секоја што нагласуваме, е баријатричната хирургија. Тој, да речам, таа хируршка интервенција е веќе практика, да речам, во одредени нели светски центри. Да. Рековте дека ќе почне, односно почна да се применува и кај нас. Имаме кај нас на дигестивна хирургија, веќе имаме, ние сме во кооперација со нив, се координираме и тие пациенти прво доаѓаат кај нас, ние ги спремаме тие што имаат потреба. Значи имаме точни критериуми одредени кои пациенти треба да одат на баријатрична хирургија, кои не се кандидати. За жал, последно време, поради естетски причини, некои пациенти сами сакаат да одат, па одат во приватни клиники, надвор од земјава, некои одат да ги направат овие операции. Сепак треба да нагласам дека и да се оперира пациентот, и баријатрична хирургија, и да се спроведе, после 10 години, скоро 60% од пациентиве ги враќаат килограмите назад, ако не се дисциплинирани пациентиве. Значи, баријатричната хирургија сепак е последна опција, меѓутоа не е опција кој што веќе после тоа се ќе се регулира. Или трајно решение така не. Трајно решение не е, сепак пациентиве и после операција пак треба да внимаваат на исхраната, на физичката активност. Па после операција има други некои компоненти кои што треба секојдневно да ги внесува пациентот, витамински, микронутриенти, има доста, пошто дел од желудникот ќе го нема абсорбција на исхрана, на јадењето што го јадеме,
така да цел живот ќе мора да користат витамински препарати, калциум, витамин Д и на тоа треба да бидат спремни. Затоа треба добро да размислат дали се за баријатрична хирургија или не. Пошто има позитивни бенефити, меѓутоа има и несакани ефекти. Секако консултација, она што го споминавте со професионалци, со вас лекарите, не смеат да го, нели, да си направат граѓаните чекори некој на своја рака, што потоа дополнително, нели, би го влошило нивното здравје. Во секој случај, она што дополнително се јавува како, еве да го речам, своевиден проблем е од ова што го говоревме, на своја рака размислуваат да земат брзо потезно некои лекови, алтернативни можеби лекови, чаеви, за некој брз ефект, веднаш да се ослабне, ете и од естетски причини сите сакаме нормално да бидеме нели поубави, така и повити, меѓутоа генерално какви ризици ова носи? Па носат, секоја терапија има позитивни и негативни страни. Ние сепак гледаме позитивните страни, ако се во доминантно тие страни, позитивната страна, сепак почнуваме со фармакотерапијата кај пациентиве. Првенствено гледаме дали има коморбидитети пациентот. Ако има коморбидитети, тогаш почнуваме со фармакотерапија. Најчести се еве диабет, кардиоваскуларни проблеми, ако има пациентот, ортопедски проблеми. Кај нив малку можеме побрзо да почнеме, да не чекаме долг временски период, туку за 3 до 4 месеци, ако не успееме со животниот стил, да се намала тежината, да се намали, тогаш почнуваме директно со фармакотерапија. Меѓутоа, ако нема други коморбидитети пациентот, освен дебелината, тогаш може да се почека 3 до 6 месеци барем да се одвои еден извесен период на пациентиве, па после тоа да се почне со фармакотерапија. Оваа фармакотерапија има доста позитивни страни, пошто ги регулира и метаболните, не само телесната тежина, меѓутоа и другите метаболни параметри, како што се липидите, шекерот, крвниот притисок, бубрежните параметри, параметрите на црниот дроб. Сите тие се регулираат кај поголемиот дел. Не кажуваме 100%, меѓутоа кај поголемиот дел од пациентиве се регулираат, се намалуваат. Од тој аспект сакаме фармакотерапија и препорачуваме кај пациентиве, меѓутоа има и несакани, најчесто се гастрични тегоби, кај пациент 90% така, надуеност, гадење, такви напнатост малку може да имаат на почетокот пациентиве, меѓутоа поголемиот дел добро го да ја поднесуваат оваа терапија. Меѓутоа, пред да се почне со фармакотерапија, треба да се направи една добра проценка кај пациентот, лабораториски и ехосонографски методи имаме. Првенствено тие анализи треба да се направат. Дел од пациенти кои што имаат проблеми со панкреасот, кај нив треба да бидеме малку повнимателни. Пациенти кои што се етиличари, например, зависници од алкохол, кај нив треба малку повеќе да бидеме внимателни. Пациенти кои што имаат проблеми со бубрези, и кај нив треба да сме исто така повнимателни. Така да има некои фази кои што треба да ги помине пациентот, па после тоа да почне со фармакотерапија, а не никако на своја рака, пошто имаме во после 2 години назад веќе јас сум веќе директно инволвиран во ова проблематика и знам, имаме дел од пациенти кои што на своја рака ги користат лековите за жал. Тие имаат несакани ефекти, пошто кај нив дел од пациенти директно почнуваат со поголема доза, за да имаат ефект за побрз, за краток временски период. Тоа не се препорачува никако, тоа е забрането, треба постепено да се прилагоди прво организмот на помала доза, па постепено да се зголеми дозата. Ако се оди директно или за краток временски период со најголема доза, максимум доза, тие несакани ефекти многу повеќе ги имаат пациентиве и многу брзо се откажуваат од терапија и почнуваат да кажат да шират гласини дека еве не чинеше лекот, не се поднесува, ова нема ефект лекот. Така да треба постепено и под контрола да биде во корелација со докторот. Бидејќи индивидуално е секој лек, нели, различно делува на секој пациент. Така. Докторе, би сакала уште да ве прашам околу првиот меѓународен симпозиум кој што на едно место собра голем број на професионалци. Како помина целата оваа организација и на што конкретно беше ставен фокусот? Ово е прв симпозиум кој што се одржа во нашава земја со меѓународно присуство. Имаше присутни доста од регионот, од балканскиве земји наши. Исто така беше присутен и претседателот на Европското здружение
за диабетес. Исто така неговиот заменик од Италија, исто така и он беше, кој што е прв пат се случува во Македонија, еден председател од Европско здружение да присуствува на ваков настан. Така да имавме таква една прилика и со нив да се видиме и да ги споделиме нашите искуства со нивните и да ги направиме една комперација, кај сме, каде заостануваме, кои аспекти треба повеќе да се нагласа, да се обрнува повеќе внимание. Имаше доста присутности од земјава, скоро над 100 доктори беа присутни, 2 дена траеше, така да поминавме еден добар период, кај што се видовме со нашиве колеги кои што работат на оваа проблематика, ги споделивме искуствата меѓусебно и имавме прилика и од другите земји да ги слушнеме нивните искуства. Така да на добар пат сме и Сдруженијето веќе многу активно ни функционира, Сдруженијето за обезност во Македонија. Така да мислам дека во иднина ќе имаме пак се вакви настани и кај што ќе присуствуваат поголем број на доктори. Рековте сеопфатна работа, тимска работа за која што ќе има нели многу повеќе активности кои што во иднина и предизвици ќе бидат пред вас. Ви благодарам многу за издвоеното време. Верувам дека голем број на граѓани кои што се соочуваат со проблеми во делот и на диабетот и на дебелината можат секогаш нели да побараат помош од вас и се надеваме дека за многу кратко време ќе бидат реализирани овие центри во другите градови во Македонија. Ви благодарам многу за можноста. Правиме кратка пауза и повторно се враќаме во студиото.